Отворено писмо, гласно, драматично, насочено директно кон светските лидери. Веќе видената тактика Ахмети повторно ја применува во обид за глас плюс кога рейтингот му паѓа. Но зад силните зборови нема никакви индиции за реална институционална криза, туку внимателно спакуван политички настап за зголемувањето на довербата кај гласачите. Лидерот на ДУИ Али Ахмети повторно се обрати, овој пат за укинувањето на балансерот и како што вели, за грозените достигнувања од Охридскиот договор. Писмото го адресираше до највисоките адреси од Вашингтон до Брисел, од Париз до Берлин. Риториката силна е веќе позната на јавноста, алармантна, помпезна и секогаш се засилува кога интегративците се во пат на идеи, гласови и влијание. Практично партијата што со години беше дел од системот, денес предупредува дека тој систем е загрозен, без да понуди конкретни докази дека демократските механизми на вистина се нарушени. Во последниот период, откако ДУИ изгуби и стана опозиционерска политичка партија, заедно со другите политички партии се обидуваат на некој начин да најдат некој странски дипломат, за да можат да, условно кажем, да подсудат против државата и против премиерот Христијан Мицкоски, односно и политичките партии кои се на власт, но тоа очигледно не му успева внатре. Но според Паризи проблемот не е само во пристапот, туку и во содржината. Тој веле дека зад ваквите чекори стои недостаток на јасна политичка понуда и релевантност. ДУИ нема некој концепт за развивање на албанската политика во државата и да ги застапува албанците како нив треба да ги застапува во државна власт, односно во собранието, и тој се обидуваат на неколку начин само со спинови, односно со тоа дека ако повеќе го оцрнува државата и владата, ќе добиват на рейтинг. Писмото доаѓа откако во Скопје се одржа протест, каде дел од албанските студенти излегоа на улиците со албански знамења, барајќи можност да полагаат правосуден испит на албански јазик. На протестот имаше и функционери на ДУИ, што остава сомнеш дека зад протестот има политичка заднина. Одвлен со јасен став, правичната застапеност конечно добива институционална форма наместо политичка злоупотреба. Според нив, така наречениот балансер со години бил механизам со правни празнини, што овозможувал манипулации и партиски вработувања, додека ДУИ, иако имала време, не го преточила принципот во закон. Сега, велат, се воспоставува систем со јасна одговорност, методологија и контрола, со координативно тело и конкретна адреса за спроведување. Инаку барањата на ДУИ замаскирани во наводни студентски протести излагуваат од рамките на ранковниот договор, кој е целосно имплементиран, а правата на заедниците се дури и поголеми од она што е пропишано во документот стар 25 години.